Добро вечер, дами и господа, и добре дојдовте во 31-то издание на квизот Среќно семејство на Евана. Денес е ред за она хуманитарно издание, каде што нашите семејства се составени од познати личности, а освоените парични средства ќе ги донираат на 3 здруженија. Но, пред да започнеме, јас сакам да го поздравам и нашето стручно жири, кој што е секогаш тука да се грижи за регуларноста. Аплауз за нив! Сега сум на позиција каде што се наоѓаат и моите семејства. На позиција број 1, семејството Другарски, ставено од Владко Илиевски и прекрасната Маријана. Како сте? Супер. Владче, како си ти? Да, уште подобро, па Ти уште подобро. Маријана и Росана. Се договоривме така, ама забораве, бе, толку ме меморијата. Да. Тука ќе застанам. Владче има плави очи, така да. Си личат искрено. Па така не ма баш. си зали. Не баш, не ли? Јас можам да пеам признам, не можам без Не, може после да ни запее денес со Маријана. Знам дека и ти убаво пееш. Не, Во во неколку друга ситуации прилика. сум те Во слушнал. друга Вие ќе се надпреварувате во името на Сдружение на болни од астма Дишам слободно. Значи можете да им освоите 1500 или 300 евра. Но пред да продолжиме понатаму, Влачо, што има ново кај тебе? Кај мене е стандардност, нели, овој период спремаме нови песни за фестивалот Макфе, за Охридскиот фестивал, за Сунчене скале. Можел? Да, ги работиме сите тие проекти. Со групата Морал најавивме нов проект. Тоа е ново, имам нова песна, се вика Коса плава и луда глава. Чекај, за Маријана да не? Да не веруваш на Маријана. Озбилен си. Да. Ја, Да. јас мислам дека лаже, ама добро. Не би рекол дека лаже. Не. Маријана, ти си дел од тимот на Во недела попладне. Така е, да. Како сте? Добро Таму си работи? информиран. Да, мислам, нели? Конечно да добиеме попладна една. Ти благодарам многу. Како сте таму работите, што се случува во недела попладне? Одлично е. Супер е екипата, морам да кажам. Драго ми е што сум дел од овој тим. Тераме како што тераме, за сега се е окей и се е добро. Благодарна сум ете што и да можам да и јас ете да бидам во една ваква улога, затоа што искрено ова ми е прво искуство од ваков тип на емисија и навистина добро се снаоѓам и пред се пофалба за цела екипа. Им благодарам и на гостите што одвојуваат време и се дел од нас, од нашата емисија и така. Мене треба да ме викнете кога се гостим. Мене треба да ме викнете некоја за гостим. Иако бе во недела попладне. Бе, ама сакам Да. пак. Да. На позиција број 2, тимот, семејството, се извинувам, Мумин. Вели Мумин и Авдо. Како сте? Да. Мумин, што ти е Авдо тебе? Авдо е проект менаџер во Сдруженијето за грижи во воспитување на деца и младенци роми. Чем би изгледа и оне крупен дечко да ни ти Да, спаринг иначе партнер во вежбаме. слободно време или не? Вежбаме, да. Да. Вие ќе се надпреварувате во името на Сдружение за грижи и воспитување на деца, младинци и роми. Па сега правиме на проект кој веќе се имплементира по основните училишта, каде што деца, буквално деца од социјално ранива категорија ги собираме, ги преку боксот ги запознаваме и со другите вештини и со вештина на животот, На каде што живењето, да. на живење, каде што ете доста помага. Во моментот работам со 75 деца во Васил Главинов школото и во други школи, значи одредивме 5 училишта основни каде што мислиме дека може да успева и управо се јавивме на овој. Ви посакувам многу среќа денеска. Авдо, штедиш ли електрична енергија? Мора да се штеди. Мора, на кој начин? По рекламите од Евана. Да, гази. Мило ми. На позиција број 3, тимот Утрински, составен од Ивана, Есин и Никола. Ивана, ти си ни добро позната, а членовите од твоето семејство можеш ли да ни ги представиш? Ние сме семејство Утрински, но слободно можам да кажам Утрински и Другарски. Колеги сме, Се дружите надвор од... Да. Да. Колеги сме, но потоа и другари, бидејќи се дружиме и на работното место, секако работата ни представува задоволство, но и надвор од работните обврски. Тоа е добро, затоа се држиме вака како семејство и како тим. Ова е само дел од тимот, да кажеме. Нашиот тим на Утринската програма е малку поголем. Поздрав до сите мои колеги и останатите кои што работат на Утринската програма на Алфа. Не е едноставно, на вистина, секој ден од 6:30 до 8:30, 2 часа програма во живо, при тоа стануваме многу порано од тоа, нели, за да се подготвиме и да се разбудиш рано наутро, при тоа да функционираш како што треба. Не е едноставно и еве, затоа и всушност ги имаме ова темпо и ваквото функционирање кое што вродува со плод. Интересира колку рано станувате? Јас станувам во 4 часот наутро.
Ако некогаш ептен ми недостасува сон, тогаш може да биде во 4:30, ама тоа ретко се го дозволувам. Леле. Да. Есен, омилен електричен апарат имаш ли? Полноќ за телефон. Слободно. Значи, главната алатка, кажи за работа, таа е. Никола, Кој? како си? Супер, одлично. Супер, како Да. што треба, како е да се работи со две прекрасни дами? Секогаш одлично. Секогаш. Никола, извини Марко. Нема проблем. Јас сум Слободно. учена да зборувам. Да, знам. Ретко кога сум учена да Ја мислам дека молчам. може да ги смениме позициите денес Може. кој ти. Може. Ајде видиме во текот на квизот. Да, научена сум да зборувам, само сакам да кажам дека Никола Клинчаров ни е продуцент, Есен Зикир е реализатор, или да се знаат работните места, односно Значи без функции. нив нема да бидне утринската програма никако. Да. Браво, ви посакувам многу среќи на вас денеска. Вие ќе играте во името на Сдруженијето за цистична фиброза. Се не е јасно, така? Значи може да продолжиме понатаму. Драги гледачи, време е за првата игра наречена Топка на среќа. Продолжуваме веднаш. Значи да се поседиме тука уште едно саат време Би може. можеле многу повеќе. Истина, подготвена ли измерена? Да. Знаеш што треба да правиш, така? Другарскиот тим е подготвен. Гото е па дади се од себе и растури ги коцките. Повели на твојата позиција. Значи треба да оствариш што поголем збир на коцки. Така. Имаш 3 обиди и гледај коцките само да не паднат од спротивната страна. Ги броиме само тие што се од оваа страна и одличен прв удар се најдоат поголемиот ќе бутнеме таа, да, не рачунаме, нема бошка и нас. Ама можеме одма да ти кажам, ете единица ќе биде. Вашиот Таман збире. мислев шеска, колку? 9, 10, 12, 14, 15. Добро е Што 15. супер бројка. Честитки. Може да се вратиш на твојата позиција. Го очекуваме нашиот следен надпреварувач. Мумин, претпоставувам дека си подготвен, така? Секогаш, Знаеш што треба да правиш? Знам. Да. Штета, мислев преско ургиравка и жирито, сакав да ти дам со боксови да им влезеш на коцкиве, ама сепак играме со топката. Така. Повели на твојата позиција. Нема да се размрдаш малце? Еј, можеме да ти чекай, застани. Леле, зашто бе со смековиве, бе? Кога ќе видам... Кажи, да знаеш и Маријана ќе се спремеш. Искрено. Вака Нема. сега, Не ако е гледај. поголем Ако не, резултатот од Ивана, ќе 15, не се рачуна. Се гледа некоја камера? Да. Имаш 3 обеда, брат, може веднаш да започнеш. Слободно. Еднаш, леле како онака влабаво, брат, да не ти изморија слековиве тебе. Земи залет, мамај! Па ги ти кажам, можеш и да јавнеш топката ако сакаш. Мача, добра, не ми се да те наљутам сега. Сега. Сега што правиме? Со последниот обид мора да играш уште една коцка, жал ми е, оваа нема да броиме. Чекај уствари. Чекај. Ајде. Не знам женито дали ќе дозволи, ја ќе бројам вака. Ова е петка, значи имаме, виша математика, 18. Благодарам, режија. Момент може слободно да се вратиш на твоето место, а го очекуваме представникот од семејството Утрински. Никола, тебе дефинитивно ти е супер, дамите ти дадоа предност. Дали е така и на работа? Па секогаш е така. Секојаш е така. Да, ја им давам нив предност пошто се повеќе, да не. Да не јадам ќотека. Не се Повели, ќе се припремаш, ќе правиш клекови нешто? Па не знам ако инсистираат. Не знам, дами? Да, мора, брат. Чекај, јас ќе ти се најдам, ќе ти помогам. Ајде, ќе ти помогам. Доста е, брат, доста е. Дај да не ти изморам премногу. Имаш 3 шанси, толку колку што направи склекови, за да ги бутнеш коцките и да оствариш што поголем резултат. Слободно! Многу ми е жал, таа коцка нема да може да броиме, но можеш да потргне за не ти сметаете така. Чекај, опа! Добре, имаме една шеска, ајде уште една шеска и имаш топ резултат. Да, може и тројка. 3, 5, 8, 13, 19, сепак го имате најдобриот резултат, може слободно да се вратиш на место. А ние го очекуваме и генералниот пласман да го погледнеме. Другарски 1 поен, Мумин семејството 2 и семејството Утрински 3 поена. Време е за втората игра, добро познатата на слепо.
Маријана и Владко се наоѓаат на своите позиции. Маријана повели, имаме едни прекрасни научари за тебе. Што ти се Ништо не можеш да видиш. Да, Колку запливање пари ти се да ги купа? Не смеам да ти кажам, зашто вие се како уникат. Limited edition, да. Чекај сега само морам вака да притисна малце за нели све да биде регуларно. Сега ќе те зафртам 3 пати, Владче. Ти спремај го таму кошот, еднаш, 2 пати, 3 пати на сите другари ким се фалам дека сум ја свртал Маријана како сакам. Ха! Имаш 1 минута, ама те фукнав и слободно мавај на мој знак. Значи кога? 3, 2, 1, играј! Црвените топки добро познато носат 3 поени, жолтите 2, а сините 1 поен. Владко, не смееш да мрда со нозете, ја само да ти кажам. Подесно га и. Да, по-десно. Така е, но малце посилно сепак. Сега за сега одлично ви оди. Во низата од топки имате црвени и жолти, сега и една сина. Владче, можеш да ја кажа слободно, да, не, повелете, комшија и така натаму. Добро, таа е црвена, добро. Вие И тука таа е можете црвена. слободно да пречите ако сакате со викање галамење, не смеете да ги чепкате. Да, а не сите Владче, машката како? популација во студиото ја Јако? занемена. Ја гледат Маријана, додека женската Владко. Разбирливо што се тивки. Сега за сега одлично имате уште 15 на секунди, Не, наречеме не, ги лажеш, 15. уште минута и 15. Не. Маријана, тебе никога не би те лажал. Така, удри го во глава. Удри го. Сега можеш да му врати за се што ти изнервирал во вашата другарска кариера. Семејството другарски се приближува до самиот крај и да го погледнеме резултатот. Браво, Маријана. Одлично се покажа. Владко, дојди до мене тука, дојди. Чекај, ќе ти помогнам. Имам уште 9 ми падна, тие ги Чекај, броиш. се врти се вака само сите да видат колку си натоварен. Добре, вака да не сметам вака кој Колупенице која ме прагаше на буњата за ти да го погледнеме резултатот. Сите сме во исчекување и вашиот резултат е 56, одличен резултат, еден од подобрите до сега. Мора да слободно фрли ги, доста ти беше мачење. Вратете се на вашето Дека сум место. добра за кошарка. Топ си, Маријана, мора да ти признам, а и Владко се покажа како одличен фаќаш. Ги очекуваме нашите втори надпреварувачи. Представниците од семејството Мумин, поточно Авдо и Вели, се на своите позиции. Авдо, повели имам исто така и за тебе прекрасни едни ночари. Слободно намести ги. Чекај, само ја морам сега да притисна вака. Ќе те завртам 3 пати и потоа ти е јасно што треба да правиш. Еднаш, 2 пати, 3 пати. А, ништо не се гледа, тоа озбилно. Чекај, рано уште на мој знак. Или ти заш Мумину глава да го тртнеш. Чекај, одиме. 3, 2, 1. Може, имаш 1 минута на располагање. Слободно. Ја ви ти рекол по параболе, ама не, ти стварно си му мутнеш на Мумин, брат. Вие се знаете, ствари, не ви се мешам. Сега за сега одлично ви оди. Се исклучок нели на она првата каде што имаше едно мало промашување, но и Мумин е прецизен фаќаш. Ова му доаѓа брат како да работи сега на фокусери се вика овие. Не, на зелен Како пазар се- кога да работам. Зашто ме компири се собираш, компири. Мој се шетка малце, ама бе, ајде, ти. жирито му дозволи, ме река, Добре, братче. нема гајле, слободно заиграј малце тука на сцената на срекно семејство и он да го користи максимално. Ке се утемам. Имате уште 20 секунди точно. Авдо, слободно гаѓа, ама како бе успеа се плавите да ги фатиш? Ете така, сега црвен, мора ја тука да го... Да, не бе, Застани, ја викам љутме нешто Ај на сега. Мумин. Требаше вас за ракоме да се, требаше вака да ме држиш, брат, до овакото. Мреќата. Не треба. Мреќата. И тоа е тоа. Мој повели до мене. Одличен беше, мора да признам. Дојди тука, така вака да забележиш, мислам, речија горе се и да го погледнеме вашиот резултат. Мора да ви кажам, од сам стар дека ви е послаб од на семејството другарски. 40 поени, добре, немој да очајува, супер резултати тоа. Слободно, врати ми ги научарите, само очајно ми треба. Наместено. Вратете се на своите места, доста. Тука ме деконцентрирате. Ги очекуваме семејството Утрински. Доѓе многу си ја сакам работа. Со две прекрасни дами сум сега. Есин Иванче. Знаете што треба да правите, така? Да, да да ме баците, победуваме. тоа беше. А ја мислам ништо. Ако победите, Да. О, па од сега навивам за вас. Повели намести ги на очарите. Иванче ти седи. Имаш дозвола малце да мрда затоа што сепак е нели хуманитарна емисија. Добре. Чекај, да ти помогнем малце да се најдам. Добре. Видиш колку шармантен дечко сум и да, чекај малце. Е така. Сега ќе те завртам 3 пати. Да, Еднаш, 2 пати, 3 пати, што ми е убаво. На мој знак. 3, 2,
Ете си. 3, 2, 1, може! 60 секунди на располагање. Како што знаете, црвените топки 3 поена, жолтите 2 и сините 1 поен. Сега за сега Есин ги играва само црвените и како да ја урочив. Ама за малце те урочив и повторно се враќа на истата патека. Не учувај. Леле! Јонџа, мој слободно да избори што сакаш. Слободно? Да, сега се само црвени и понекоја плава. Ете. Една плава. Ивана, ти стварно многу сакаш да збориш. Да. Добра си. Морам да те прашам, во врска си? Ако има плани, звони. Марка, ти сакаш да ме деконцентрираш? Па малце, како ти мене преска на најавата. Ке дојдеш ти? Ке дојдеш ти кај мене? Браво. Да? Ке дојдеш? Уште сега најавам дека Извеза да бојките во да те утринска прашам. програма на Алфа најверојатно нема да одам никогаш. Баба е. Се жалам. Ето е, чекам Јоана да ме викнеш. Да, сини ги паѓа Звезда да се. бојките ќе те прашам. Се, сини се, поголемиот дел, 5 секунди, 4, 3, 2, 1 и тоа е тоа. Не се кири да ти паднеше мрежата, вреќата како и сакаш наречија. Повели тука, дојди. Дојди да го разобаваме Ама доли има кадара пошто сега. црвени. Вака да шетам секојаш, сигурно си дека ме смета за многу бав дечко. Ајде видиме убав дечко, Ајде, ти сите колку го. среќа ни носиш. Очигледно не многу. 44, но сепак на второ место, одличен резултат. Можете слободно да се вратите на вашата позиција. А сега ние да го погледнеме и генералниот пласман, а тој гласи вака. Семејството Другарски 4 поена до сега прокнижени, семејството Мумин 3 и семејството Утрински 5 поена. Супер њуди сега за сега и време е за третата игра Штедиме електрична енергија. Маријана и Росана на својата позиција треба да изгасите што повеќе штекери, народски кажано. Иначе се, како се викаат? Прекинувачи за електрична енергија. Имате на располагање, драги мои, 60 секунди или 1 минута. Започнувате, да. Само за 1 минута. Кажи како ми иде. Научив, конечно знам колку секунди има во 1 минута. На мој знак, 3, 2, 1, слободно играј. И како почнеме, одма Маријана изгаси една светилка, еве и втората светилка. Маријана, не ти е брат. Ете го и Владко како да сакаше да ме демантира сега. И моментално горе на таблата можете да видите дека имаме изгасено 4 светилки и еве петата, да. Пазите, немојте да ги палите затоа што на крајот тие не се рачунаат. Погледнете тие што се ета и браво Маријанче. И уште една светилка. Уште 30 секунди. 35. И тоа е, 9 светилки изгасени. Да ме поздрави некој. Јес! Можете слободно да се врави. Како ме фукна, бра. Ме исчажи малце. Изгасени се сите 9 светилки, а во меѓувреме ќе одам да ставам и малце мраз на рамото. Продолжуваме откако ќе ставам мраз на рамото. Ајде, моми. Се. Або. Полегаме, брате. Знаете што треба да правите, така? 9 светилки, се од вас зависи, на мој знак. 3, 2, 1, може! Ја мислам дека можете стратегија да направите, едниот да игра на едната страна, другиот. И ете првата светилка од рацете на Мумин. Прецизен. Се исплатело долгогодишното тренирање. Бокс, не ја пали, изгаси ја пак. Кој го запали, бе? Кој го запали светлото? Брат, знаеш како нели народски како вика нокаут кој ќе попиеш? Кој го изгаси светлото? Така и ова работа. Замисли си само дека е противник кој што треба да го нокаутираш. Тренираш ли уште, Мумин? Тренирам деца сега. Сега деца, ајде да не те деконцентрирам, 30 секунди имате, ајде. Сконцентрирайте се, не е битно колку силно мавате, битно е да погодите вистинската точка на прекинувачот. Сега за сега имате 6 изгасени, не, се извинувам, 5 изгасени светилки. Ајде да ви помогнам се едно тука. Чекај да најдам кој е. Ништо, погоди во шегерот, ама имате 10 секунди. Леле, ајде! Јас најавам за сите. Сега, добре. И тоа со свирежот на оваквото. Успеавте да изгасите уште една светилка. Јас мислам дека ќе се бројат 7. Така е, 7 можете слободно да се вради. Супер резултати ова, немој бе толку разочарени да бидете. А ние го очекуваме семејството Утрински. Семејството Утрински на својата позиција и пак ќе кажам, Никола, љубоморен сум ти.
Не, мислам, не на тоа како изгледаш, туку со кого работиш. Убав ти тебе секој работен ден. Знаете што треба да правите, така ма дамс и господин джентлменс на мој знак. 3, 2, 1. Ле, имам чувство дека по мене ќе мамате слободно играј. Имате 9 светилки да ги изгасите. И дали првата не се уште дека слушав како кликна прекинувачот. Шегера ти еве Ивана го крши мразот и изгаси првата светилка. Николча. Вие добри сте сега за сега. Вака ако продолжите ќе изгасите уште една до крај. Добре, вие малце. Добре. Иначе тебе, значи, ти си од оние луѓе кои што под притисок функционираат. Трите? Ја ги излечам. Кажи ми, мене ме замисля сега кога малаш. Ја ќе те повлечам. 30 секунди имате уште на располагање. Ова Моментално. изгасат. Иначе не те мислев за лукати. Така, утри го! Хајде уште 2 светилки, една! Уште една! Како? Еве, зиме! Хајде уште 10 секунди! Хајде, кој ете таа есен кај што маваш, есен и Никола кај што мава, на крајот во ќошот! Хајде! Николча, кај сме? И... Еден, ајде! И многу ми е жал, ама мислам дека времето истече. Сега ќе видиме што ќе кажат од жири горе. Да, сепак 8 не беше признато. Можете слободно да се вратите на вашето место и вие сте, се надевам, дел од финалистите, судејќи по резултатот. Чекайте, сите сме во исчекување да го видиме и генералниот пласман. Како стојат работите? Другарски 7 поени, семејството Мумин 4 и семејството Утрински 7 поени, што значи Другарски и Утрински одат во финале. Но сепак ќе мора, честитки Мумин, до вас, што туку си инкасиравте 300 еврички. Штак! Да ви се множат, а дојдете и представник еден од семејството Другарски и ќе мора коцка да фрлиме, чисто за да знаеме, нели, кој ќе фрла прв во нашето финале. Повелете, на мој знак, фрламе натаму. Нека ќе сакате, голема ни е сцената, како што можете да видите. 3, 2, 1, фрлај! Ја не чепкам ништо, чекайте, вака ќе повлечам само. Значи, бодовите се тие што се, но предност во финалето ќе добијат семејството Утрински. Можете слободно да се вратите на место. Да. Сега следува оној дел каде што ги извлекуваме нашите следни учесници во квизот Среќно семејство. Но пред да ги извлечеме, јас сакам да ги поздравам Тивец за мојот прекрасен изглед. Уживајте во оваа гледка во наредните 10 секунди. Океј, сега може да започнеме со излекувањето. Првите надпреварувачи се од Гостивар, потоа од Охрид, од Штип. Кавадарци, можете вие со мене да повторувате. Сакате? Тетово! Ајде да ве слушам. Тетово! Струга! Ѓорче Петров! Ѓорче! Велес! Ете ги Велешани повторно се враќаат во игра. Прилеп! И тие се тие, значи Гостивар, Охрид и Штип се нашата прва опција. Тоа е тоа, а сега се враќаме по кратка пауза, нели, за големото финале. Семејството Утрински и семејството Другарски се наоѓаат на своите позиции во големото финале. Значи, оваа игра одлучува кој од вас ќе обезбеди 1000 евра или 500 евра за здруженијето за кое што се надпреварува. Имате 3 минути на располагање. Се ухода веќе, нели? И тука не требаше да застанам, зашто тама се ухода. Океј, да се вратиме назад на финалето. Со црвени играте вие, со жолти играте Другарски. Значи, многу битно правило е, вие малате први, чекаме топката скроз да падне за да изигра семејството Другарски и така напоредно цело време. Бркаме 4 топки во низа, хоризонтално, вертикално или диагонално. Започнуваме на мој знак. 3, 2, 1, може. Хајде, Иванче. Хајде, и добре. Ја имаме првата топка, оке. Може да играш, Маријанче. Малце прекусо. Чекај, не. Маријана, не сме добри. Ова мислам дека ќе помине, значи ако не погодиш, застануваме тука, ама ете. Сега, чекаме се, сте повторно вие, тоа морам да кажам, да. Да, вие сте сега. Верувам дека и рече ќе ме поправи доколку е нешто грешно. Ете, сега може се да игра. Слободно. Ајде, и Владко ќе ги замрси. Владко, како елегантно. Да. Аха, ајде. Ајде, играме. Сконцентрирайте се, значи Маријанче, гледај таму, ајде да не ви кажам јас стратегии. Уф, да малце, добре. Без очајување.
А Никола, ти сирџиски седиш на страна, ти ги... Да, сега, Владко. Така, Владко, елегантно, како на куглање да си, бра. Сак. Чекай, Давид. Ајде. Не, знаеш што е, Никола, и ти така. Ајде, Маријанче, ти си зрз. Слободно. Леле, ќе се сменат работите утрински. Ја имате предноста, но сега Не. Владко и Маријана се враќаат во игра. Една топка ги дели од 1000 евра и да видиме дали и тоа е тоа. 1000 евра одат за Сдруженијето на болниот астма. Дишам слободно, честитки. Вие обезбедивте, значи, не, и вас мора да ви честам, ај вака ќе почнам. Ајде, па утринска ќе Вие обезбедивте 500 евра за Сдруженијето за цистична фиброза. Да те поздравам, брат, можете слободно да се вратите на место и да го чекате оној момент кога ги доделуваме оние огромни ваучери. Но пред тоа ќе повикам мадам Ленче Карпузовска да ми се придружи. Добро е да знаеш дека имаш некој што секогаш е тука, подготвен да ти го олесни денот. Со E-Punkt плаќајте ги онлайн вашите фактури за електрична енергија со само еден клик. Регистрирајте се за E-Punkt на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Мадам Ленче, како сте? Одлично. Да, тука е ми нашата најверна гледачка. Матеја, како си? Чекај вака микрофончето. Добро. Да, и помагаш ли на мама и дома како што и помагаш на квизот среќно Да. семејство? Да, ти си значи вредна женска. Така е. Добро. Да продолжиме ние понатаму. Ленче, морам да те прашам што се случува ново кај Ивана. Секогаш има новини, овој пат актуелна е кампањата за електронско плаќање или E-Punkt. Значи, онака како што корисниците имаат можност да добијат сметка по електронски пат, така истата можете да ја платат електронски. Електронски. Да. Многу корисници ја користат веќе таа можност, значи бројката на таквите корисници од ден во ден расте, но сепак е незначителна во однос на вкупниот број корисници и затоа апелираме што повеќе да ја користат оваа можност, ќе избегнат и редици чекање, Така. ќе скратат и многу време. Така. Да те прашам, ти дали ја користиш таа можност? Молам, срам да ти е за ова прашање, не само што ја користам, туку имам и доказ за истото. Да, режија, ве молам да го погледнеме прилогот. Здраво на сите! Денеска ќе ви кажам како од работното место или пак од дома опуштено да си ги плаќате сметките за електрична енергија онлайн благодарение на E-Punktот на Евана. Се што ви треба е да имате интернет и компјутер. Сега следете ме. Прво, ја отвараме страната на Евана Македонија www.evana.mk. Кликате на плаќате ги вашите сметки онлайн. Доколку сте веќе регистрирани, го впишувате само вашето корисничко име, лозинката и ја внесувате шифрата која се појавува веднаш до полето за впишување. Доколку пак не сте регистрирани, покрај интернет и компјутер потребна ви е и последната фактура, односно сметка за струја. За да се регистрирате, кликате на Регистрирај се. Внимателно ги внесувате своите податоци. Корисничко име, лозинка, e-пошта, бројот на корисник, број на фактура, кој е различен нормално од бројот на корисник и ја внесувате шифрата прикажана до полето за впишување на истата. Потоа давате согласност Евана Македонија да ги обработува вашите податоци. На крајот ги читате правата и обврските и доколку ги прифаќате, го обележувате квадратчето, дека сте го сториле тоа и дека прифаќате. Од кога ќе се логирате, кликнувате на Провери фактура. По овој чекор добивате информација кои од вашите фактури не се платени. Потоа кликнувате на Прикажи фактури. На десната страна во колоната Плати има квадратче кој треба да го обележите доколку сакате да ја платите фактурата. Откако го завршивте се тоа, доаѓа и моментот на плаќање. На овој чекор треба да го внесете бројот на картичката, а тоа е овој број. Потоа го внесувате CVV2, односно CVC2 кодот, а тоа е овој троцифрен број на задниот дел од вашата картичка. Нормално го внесувате и датумот за истек на вашата картичка. Потоа кликнувате Потврди и тоа е тоа. По извршената уплата добивате потврда дека сте извршили уплатата, а потврдата ви стига на вашата мејл адреса.
Сметката што ја плативте преку e-пункт веднаш се евидентира во Евана како платена и за истата нема никаква провизија. Убаво слушнавте, нема никаква провизија. Лесно беше, така? Па чим јас можам да го направам, верувам дека сите вие го можете истото. Чао! Значи, откако го погледнавме прилогот и доказот дека знам да плаќам по електронски пат, мислам дека е време да ги доделиме ваучерите. Секако. Така, започнуваме со третото место. Ке го повикам господинот Вели Мумин, исто така кој што е представник на Сдруженијето за грижи и воспитување на деца, младинци и роми, да го подигне во учерот од 300 евра, така, или 18.450 денари во денарска противвредност. Мумин, како ќе ги искористите овие парични средства? Овие пари ќе отидат во Сдруженијето каде што ќе се имплементира поуспешно спортот, а спортот и само спорт со децата што се од најранлива категорија. Иначе ми беше мило што учествав на овој надпревар и сепак не секогаш најдобрите се најдобри во Тоа е спортски дух, не може поразот, тешко го поднесува. Вели, ти посакувам многу среќи, уште многу успешни проекти. Може слободно да се повлечеш назад, а јас ќе го повикам сега и представникот на Сдруженијето за цистична фиброза, се извинувам, господја Снежана. Да подигна наградата, нели, од 500 евра. Во меѓувреме, извини Иван, че тебе требаше да те повикам како представник, нели? Абе, Мумин ми ги збрка работите тука. Добре. Матеја ме погледна, она ми искара. Заборави нешто. Сакавме да бидеме во прво место за да може да биде поголема наградата, но добро. Сепак вредносниот ваучер верувам дека ќе биде барем за дел од потребите кои што ги има Сдруженијето. Се разбира колку што можевме да видиме, сите вие во суштина се боревте за вашето здружение и благодарам многу за трудот и енергијата што ја вложивте. Секако дека многу ќе помогне. Ние оваа година си зацртавме пред себе да ја подигнеме јавната свест за цистична фиброза, за проблемите со кои што се судираат овие болни, кои што се многу навистина, и наградата ќе ја искористиме за брендирање на здружението да стане препознатливо низ цела Македонија. И се надеваме дека ќе помогне првенствено за рана дијагноза на болните со ЦЕВ, затоа што е тоа многу важно за тоа каков ќе биде квалитетот и должината на животот на овие болни. Ви благодарам многу и на вас што бевте дел од среќно семејство. Можете слободно да си застанете до господин Мумин тука. И првото место. Но, чекај да го повикам представникот, ајде представници на семејството другарски да не изумам. Ќе го додела тој вредносен ваучер од 1000 евра или 61.500 денари на Сдруженијето на болни од астма Дишам слободно, а тука е господин Благоја да подигне наградата. Може да му го дадеш или не? Ќе да му го дадеш ваучерот. Дојдете само малце понаваму, ве молам. Господин Благоја, за што ќе бидат искористени овие парични средства? Овие парични средства ќе ги искористиме за статусот што е тука, како што ние во статусот, за патување, за да се одржат, мислам, ова предавање на термини, доктори да дојдат и така нешто. Одлично. Да, а ти ни дојде добре, дојде. Верувам. А затоа што имавме спонзорот ни замина, рани не беше, овие се супер пари. Во вистинско време, значи. Да. Многу ми е драго што среќно семејство и Евана баш во вистински момент се најдоа. Ви посакувам многу успешна работа и многу успешни кампањи. Значи, тука некаде, драги мои пријатели, можете слободно сите да си застанете на своите места, знаете каде е и крајот на денешното издание на Среќно семејство. Со тешко срце се одјавувам, но немојте да очајувате, ќе се гледаме и следната недела во истиот термин. Чао до тогаш!